Здраво на сите, добре дојавте во моето ново видео. Денес ќе збориме на тема Squid Game. Мислам дека во овој момент не би знаел што е Squid Game само тој што спиел под некој камен, затоа што буквално целиот интернет зборува за Squid Game. Најверојатно и целиот тој TikTok имаше многу улога во тоа, ама Squid Game е нова серија корејска што искачи на Netflix, што е на пат да стане најгледаната Netflix серија некогаш. Уствари Squid Game ви е нешто како корејски Hunger Games или како Fall Guys, затоа што се елиминирате во рунди, останувате се помалци и на крај еден победува. Кога видов дека сите зборат за тоа и од TikTok ми изгледаше многу интересно, реков ја ова го пуштам одма. Се заразив, ја изгледав серијата во 2 дена, има 9 епизоди, што не се многу, али многу е добра серијата. Морам само да напоменам пред да ја препорачувам толку дека серијата е 16+, затоа што е многу насилна, има премногу крв и не би ја препорачал за сите, така што ако немате 16 години, не ја гледајте без надзор од родител, старател, не знам како иде тоа. Ама да, серијата 16+. И ако ја немате изгледано серијата, не го гледајте ова видео, туку застанете тука и веќе не гледајте понатаму, поради тоа што е можно да кажам некој спойлер или во некој од примерите што ќе ги давам да има некој спойлер, ве молам, затоа што јас нешто што најмногу мразам е кога некој ќе ми спойлне нешто од серија или филм, затоа ве молам ако не ве гледа на серијата, прво изгледате, а па дојдете вратете се на видеото. Фала. А сега вие што останавте тука на видеото, а имате изгледано серијата, денес ќе зборуваме за грешките кои се случија во Squid Game, затоа што сите толку онака гледавме внимателно да ги гледаме игрите и да гледаме што се случува во таа приказна што е толку многу напната и јас, а не вие верувам дека не ги приметивте грешките кои се случува, можеби некои имате приметено, ама повеќето не. Денес ќе збориме за тие грешки при снимање или при едитинг што се случиле во серијата. Океј, почнуваме со грешките. Првата грешка е тоа што е даден двоен идентитет на играчот број 61. Нели играчите се така нумерирани по бројка. Во текот на играта со чадорот, ако имате гледано серијата, точно знаете која е таа. Прикажан е играч број 61 како жена, а на крај на панелот каде што доле во контролната соба ги елиминираат и уствари се гасат светлата на тие што умираат, е прикажан маж. Тоа ние вака не би го ни приметиле, затоа што повеќето играчи не ни беа битни, туку не беа битни ко дали 10 луѓе максимум, но тоа сепак е една од грешките на серијата. Втората грешка се случува во играта со стаклата, иначе за мене една од поинтересните игри од серијава. Се случува кога при крај остануваат нели четворица живи и овој што се разбира во стаклото, вика дека 30 години веќе работел со стакло и може да препознае кое стакло е какво, и кога овој главниот ја отвара неговата биографија и на биографијата ние можеме да видиме дека пишува дека е жив од 1897 година до 2020 година. А тоа го прави дека он би бил стар 123 години. Тука е настаната буквално грешка, наместо 1897 требало да биде 1987. Буквално некој од тимот Нивен што ја правил серијата буквално го пишувал брзо и ги смешал тие две бројки треба да се обратно. Им се утнала буквално една бројка што додава човекот да изгледа дека има 123 години, а има 40-тина. Исто како и првата грешка, третата грешка, повеќе пати се случува на играчите да им е даден двоен идентитет. Тоа се случува со играч 88, што прво е прикажан како женско, а после во игрите го гледаме како машко, и се случува и со број 321 и со број 331. Буквално прво ни покажуваат еден лик и после на контролната табла гледаме скроз друг човек, што не е тој. Мене вака од после тоа малце дека сум така малце повеќе перфекционист и сакам да ми е се точно. Малце тоа ме нервира, али во текот на гледањето на серијата тоа не го приметуваме така да. Четвртата грешка се случува во петата епизода, кога полицаецот нели влегува во таа соба со сите документи. Доаѓа до документ на кој пишува со големи букви црвени Top Secret, ама не пишувало Top Secret, туку пишува Top Secret. Не знам како може толкава голема грешка у пишување да им се протни, не знам дали нешто тоа е намерно, ама не ми се верува искрено дека би сакале намерно да пишува Топ Срерт,
толку топ секрет треба да пише на тоа, топ секрет. Петата грешка се случува во играта со чадорот повторно, каде што на почетокот чадорот не е прикажан толку тешко колку што всушност беше, затоа што нели кога влегуваат во собата, гледаат 4 облици од кои треба да изберат, беше коцка, триаголник, звезда и чадор. Мислам дека беа тие 4. Чадорот е прикажан во форма која изгледа многу полесно за отстранување од таа што ја добија. Шестата грешка се случува во последната епизода, каде што го гледаме главниот лик прикажан со Samsung S7, а после оди на аеродром и истиот телефон некако магично станува Samsung S3. Јас не знам зашто човекот од сред епизода му намалија 4 генерации или не знам, валјда се 4 генерации телефона, али ќе приметат луѓето дека не е Samsung S7, туку е Samsung S3. Зашто му сменија телефонот човекот? И последната грешка, што за мене реално е најголемата грешка што се случи во серијата, затоа што јас не знам цело време и сакам статистики и ме интересираше цело време во игрите колку луѓе умираат, колку остануваат и сакав да ми се точни тие статистики, на крај излезе дека не биле точни. Тоа се случува после онаа игра на знаете со тегнање на јажињата. Требаше после тегнењето на јажињата да останат 40 играчи. После тоа нели докторот беше убиен, постанува 39 и после таа игра следуваат џамлиите во кои се делат на 19 парови, не може да се поделат перфектно на 20 парови поради тоа што докторот беше убиен и останува еден вишок. Тоа е женската што ја тргна и не учествуваше во играта и си пројде така затоа што немаше партнер. Од тие 38 души што ги играат џамлиите, сите се враќаат без партнер, значи дека остануваат 19 луѓе живи од играта со џамлиите и женската што немаше партнер, што беше вишок, тоа се вкупно 20. А на крај кога се вратија во собата кај што спијат, горе на компјутерот пишуваше дека има 17 живи. Скратија за тројца. Не знам зашто и не знам како воопшто се дозволуваат или дали само така рандом си кратеа и во другите игри луѓе, затоа што и знаете во првата игра тоа куклата цело време убива луѓе и јас мислев дека на крај од првата игра ќе останат 40 живи кога видов таму 200 и кусор. Тоа мене не ми се ни свигаше баш, али овие грешки ми се само онака интересно да ви ги покажам и на вас што се случуваше во серијата, али додека гледате се онака скроз занемарливи и не би ги ни приметиле, најверојатно има уште грешки што ги нема во видео, ама дури да постојат уште 20 други грешки се скроз занемарливи за гледање и мене серијава дефинитивно ми е во топ 5 изгледани серии во животот, многу е добра. Корејците веќе толку квалитетни работи вадат во секој ниво и еве ги сега и со филмови, со серии. Едве чекам втора сезона. Се надевам дека ќе има, верувам дека ќе има, штом веќе рушат рекорди на Netflix, се надевам дека ќе направат втора сезона, затоа што на крај оставија многу простор да имаше една сезона. Тоа е тоа од ова видео. Пишете ми вас дали ве гледа на Squid Game, како ви се допадна, што вие приметивте, дали можеби приметивте уште некоја грешка, пишете ми ја доле. И како и секогаш, ако ви се допадна ова видео, ставете лайк и не заборавајте да се сапскрајбите на мојот канал. Сме многу близко до 127.000 и ние се гледаме во следното видео. Чао!